А сега го повикувам координаторот на претеничката група на Социјалдемократскиот сојуз Игор Ивановски. Добро вечер! Додека се движевме и марширавме, ве слушнав, рековте, ова е Битола. Ова е Битола. А не таа, што за еден час од сега ќе се слика и ќе ги манипулира битолчани. Но за нив малку подоцна. Говореше професорката и кажа многу работи што оваа држава веќе 7 години не чина. И не ги кажа сите. За жал има уште многу. Но она што е поинаку за прв пат после овие 7 години, а вие тоа го гледате секоја вечер, дека народот се освести и Битола повеќе од 50 дена пружа отпор, како и секој останат град во оваа држава, и тој отпор нема да заврши или ќе престане само тогаш кога ќе извојуваме победа. И овие криминалци и арами ќе ги упатиме каде што им е местото. А само едно има за нив. Нема второ ни трето. Бидејќи тие не тепаа нас во собранието на 24. Ти удрија по народот. Тоа не го направија за буџетот. Не се секираат тие за буџетот. Тие се секираат и не избркаа насила за да бидат сами, санки парламентот е од татко и мајка им, за да ги изгласаат кредитите со кои што ги плаќаат провизиите на своите фирми, на својата фамилија и ги полнат джебовите, или што би рекле, ги товарат магарињата и самарите. Затоа тие тепа и избрка. Но она што се излажа е дека не очекуваа ваков отпор од народот. И тој отпор ќе им пресуди. Бидејќи народ дава, народ зема. Го слушам Груевски 2-3 пати секој ден. 3 милја. Не вади од уста. Бранко, СДСМ и Грција. Утриот да ги нема овие 3 зборови, нема ништо да каже во неговиот речник. Сега, бидејќи дели ордени, сакам вечерва од Битола, која што е многу близко до грчката граница, да му порачам дека не треба тој да дели грчки ордени. Грција си го постави за свој генерал во македонско-грчката криминална структура, бидејќи неговиот ревер е полн со грчки криминални ордени и медали. Најголемиот е од Охта. Па после му ставија за обиколницата околу Скопје која правеше грчка фирма. Па сега новиот автопат од Демиркапија до Смоквица, повторно грчка фирма. Спортските сали нема македонски градишни фирми. Грците требаше да ја добијат. И тој ќе кажува кој е грчки херој. Па тој е грчкиот генерал кој најдобро го игра грчкото сиртаки. И затоа вечерва сакам да му порачам, овој народ ќе си го расчисти својот двор, а после ќе гледа надвор. И прво ќе расчистуваме со него и неговите. Бидејќи она што го прават го помина секое мерило. Аздиса до крај. Аздиса претера. Он е вашиот несреќен градоначалник. Нема време од броење на своите нови имоти. Денеска слушам по втор пат ќе го промовирале. Малку му беше еднаш. Ама знаете зошто тоа го прават? Сами помеѓу себе не може да се убедат за лагите. Па мора 2 пати да си ги повторуваат. Најверојатно и 3 пат ќе треба да се собираат во Битола за да си се убедат во собствените лаги. Бидејќи истиот тој Груевски, истиот тој Талевски пред 4 години среде Битола велеа 8,5 милиарди евра инвестиции. Еве поминаа 4 години. Каде се парите? Ги нема. Парите на битолчани, Талевски и Груевски ги земаат и ги носат во барокот на поштарот во Скопје. Кај Прометеј,
кај оградите, кај лавовите, а народот во Битола, од Еснавски град, го направија парам парче. Се гладее, се страда во Битола. Земјоделците не ги добиваат субвенциите или ако ги добијат, ги плаќаат сметките со задоцнување од 2 години за струја и во операциите. Луѓето немаат леп за јадење, а дуќани секојдневно се затвораат во Битола, позната по својата чаршија. И тие и помагале на Битола. Аман да им порачаме да не и помагаат толку. Има некој попаметно што знае од нив да работи. Почитувани битолчани, ние вечерва, вчера и до крај колку што треба сме на улица. Ние не се плашиме од народ. Ако некој се плаши од народ и од избори, тоа се тие. Вечерва ќе се затворат во Домот на културата. Директорите и директорчињата и директорките, кои што по список ги викаат 7 дена, иначе нема кој да му плеска на Талевски и Груевски. И малку им било тоа. По список им се јавуваат на сите вработени, од РЕК до јавните предпријатија, надвор да ги пречекале, пошто знаат дека нема никој ни здраво и добро вечер да им рече. Тоа не е вистинската Битола. Таа Битола на двоецот Груевски и Талевски е криминалната и киднапирана Битола. И ќе им ја оставиме да уживаат во Домот на културата уште малку. Бидејќи народот ќе си дојде и си доаѓа по своето. Мораме да им покажеме дека нивните лаги веќе не поминуваат. Нема да ме чуди и Груевски и Талевски вечер да ветат уште еден пелистер во Битола. Може ќе ви ветат и Битолско езеро. Или некој нов индиски криминален милиардер кој што ќе гради аеродром или Дубај среде Битола. Ама нивната нааканост е дојдена до крај. И мораме со нив еднаш за секогаш да расчистиме. Тоа, драги пријатели и пријателки, се прави на предвремени парламентарни избори. И затоа не се плашиме, ние бараме избори. Бараме и парламентарни и тоа го побаравме заедно со локалните. Тие бегаат и се кријат во кабинетите и со обезбедувањето. Тие дури не сакаат ни локални избори. Тие сакаат повторно да го украдат гласот и народот на граѓаните. Ако вечерва за 1 саат со сила, со наредба и со захани ги мкнат своите членови во Домот на културата, па тие се спремни на нефер избори, ако треба да убиваат и да прават тешки зулуми само за да ја спасат својата кожа. На вакви избори ние легитимитет не им даваме. Или ќе се расчистиме до крај и ќе се знае која е оваа Македонија, или ќе предизвикаме избори на кои што тие дефинитивно нема само да ги изгубат фотелите, ама ќе одговараат и сето украдено ќе го вратат назад. И затоа, уште еднаш го повикуваме Груевски да се охрабри и да распише предвремени парламентарни избори со локални. Па тогаш ако бил толку сакан и силен, нека излезе пред народ. Тој вака на улица не може да излезе. Затоа си бараше обезбедување, телохранители, коли. Затоа им требаат новите закони за да си наводно обезбедели идни на после. Ама ја велам, мале светот нема кај да се сокрие. Народот им ја земе мерката. И тој што му сгрешил на овој народ ќе го казни. Битолчани, кога велиме дека одиме до крај, го мислиме и ќе го направиме до крај. Оваа работа не завршува ни во сабота на 16, ни на 24 март. Оваа работа ќе заврши во 19 часот
еден ден наскоро на кој што тие на предвремени парламентарни избори ќе паднат. А после тоа, верувајте ми, дури да им лета умот да организираат избори на 24 без нас, тие избори се нелегитимни. Дури да онаа несреќа Талевски мисли дека се спасил, сакам да ви кажам многу отворено. Со смената на централната власт треба еден ден, си зилам, еден час контрола и ревизија во неговото работење. И ќе видите како тој Талевски повеќе нема да седи на таа фотелја. Затоа што тоа што го правеа со години мора да го завршиме и да го расчистиме. Велиме, тоа им го должиме и на децата, ама тоа им го должиме и на предците. Но најмногу од се им го должиме на живите сега. Затоа што овој народ бара храна, бара леп, бара безбедност, бара сигурност, бара ред и поред. И тоа сега. И Битола таква си ја сакаме, таква ја знаеме и за таква ќе се избориме. На крај, една работа само ќе побарам од Господ. Здравје за сите. А за другото сами ќе обезбедиме. Да сте живи и здрави, да живее Битола.